Градоначалникот Славчо Чадиев ги посети средните и основните училишта на територијата на општина Велес. Последната посета од овие негови активности беше посетата на основните училишта Благој Кирков и Јордан Хаџи Константинов Џинот и средното училиште Јовче Тесличков. Во текот на посетата градоначалникот разговараше со директорите и наставниот кадар околу проблемите со кои се соочуваат училиштата, но и за се она што тие го сработиле во текот на првото полугодие. Проблемите се различни во секој училиште, секој правен субјект си има со оглед на местоположбата, карактеристиките, бројот на учениците, наставниот кадар своји одредени проблеми, своји видувања. На многу места можев да слушнам и еве и училиштето Ордан Џинот можев да слушнам и пофалби на кој начин се реализира програмата, самите можете да видите околината како е средена. Истото беше и со економското училиште, како и со училиштето Кирил Методиј, каде што можевме да видиме дека и во изминативе неколку дена имаме целосна реконструкција, каде што се констатира дека топловодниот систем го направи општина Велес. Директорката на основното училиште Јордан Хаџи Константинов Џинот вели дека иницијативата за посета на училиштето е за поздравување. На средбата тие изнесоа нивната досегашна работа во првото полугодие, но и проблемите со кои основното училиште Јордан Хаџи Константинов Џинот се соочува. Денес имавме особена чест што ни беше гостин и што можевме и имавме можност да му кажеме се што ние го имавме планирано за оваа година и што е реализирано во ова завршно полугодие, со што сме горди за сето она што го сработивме. Сето она што овде како гледате во ходниците, витражните стакла, уредување на холовите во знакот на новогодишните празници, отворените денови кои што ги реализираме секој месец, а најмногу можам да истакнам тоа што и оваа година отворивме медиотека и престој во училиштето, со што следува реализирање на следниот проект кој што го имаме. Градоначалникот Чадиев во текот на денешниот ден ќе го посети училиштето во село Иванковци. Оваа иницијатива за посета на основните и средните училишта е со цел да се направи увид на се она што е реализирано во првото полугодие, но и да се направи увид на проблемите со кои се соочуваат училиштата. Градоначалникот напомена дека оние проблеми кои се во доменот на општина Велес ќе бидат наскоро решени. Се уште нема информации дали воздухот во општина Велес е загаден и во колкав процент е загаденоста. Градоначалникот Чадиев најави дека за краток период општината ќе има официјални информации дали Велес е дел од градовите во кои најголем проблем е загадениот воздух. Во моментов ние немаме податоци каква е состојбата на Велес, меѓутоа ќе ги имаме во наредниот период. Општина Велес ќе се ангажира после нова година сопствени средства да направи одредени испитувања согласно стандардите преку нашата служба што е за екологија и потоа ќе спаднеме, ќе ги презентираме резултатите. Во општина Велес околу една година не функционираат станиците за мерење на загаденоста на воздухот. Единствената станица каде се мери загаденоста во воздухот е стационирана во Центарот за јавното здравје. Овие станици за мерење на загаденоста во воздухот биле поставени во времето на работењето на топилницата. Освен за Заводот за јавно здравје не. Порано имаше базни станици кои што беа поставувани кога работеше топилницата, ако се сеќавате, меѓутоа во моментот мислам дека дел од нив воопшто не функционираат. Состојбата со воздухот во повеќе градови низ Македонија останува алармантна. Главниот град Скопје веќе неколку недели се бори со загадениот воздух и маглата која дополнително го отежнува дишењето. Ветерот, дождот и снегот единствено може да помогнат да исчезне маглата. Синоптичарите најавуваат дека густата магла и смогот ќе се задржат до четврток. Досега во земјава се откупени 5 милиони килограми тутун. Ова вчера го соопшти директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Румен Стаменов. Инспекторатот направи обиколка во откупните пунктови во Велешкиот регион. Оттаму велат дека досегашниот откуп изнесува 15% од вкупната договорена количина. Забележено е она што е симптоматично е само 4,5% имаме предадено прва класа. А тоа значи дека најубавиот тутун се уште тутунопроизводителите го чуваат во своите домови, чекат поволна временска прилика за манипулација. Просечната откупна цена на ниво на Република Македонија во овој момент е 156 денари и со оглед на тоа дека имаме претежно средни и долни берби, ние како инспекторат сме задоволни од она што се случува во пунктовите. Од инспекторатот велат дека незадоволството кај тутунарите се јавило поради тоа што во изминатите 2 години откупните компании нуделе повеќе од предвиденото во правилниците. Оттаму велат дека ако тутунарите се незадоволни од понудената цена,
Македонија да го остават тутунот на второстепена комисија. Апелирам значи до тутунопроизводителите да се ослонат на институциите на државата. Имаме сериозни институции, ние работиме пред се и над се да го заштитиме земјоделецот. Тоа е наша обврска, на крај на краиштата и платата која зимаме ние како инспектори, како инспекторат е токму од парите на народот. Лошо е да се прават лажни надежи кај земјоделецот дека ќе се добие повисока цена, а при тоа да не се инсистира на квалитетно спастрен и изманипулиран тутун. Стаменов нагласи дека секој откупен килограм тутун од 10 откупни компании ќе повлече субвенции за производителот од 1 евро по килограм од страна на ресорното министерство при владата на Република Македонија. Наставниот кадар од Велешките основни и средни училишта континуирано работи на подготовки за организација на наставно-воспитната работа. Во рамки на ова, просветниот инспекторат во изминатиот период организираше неколку педагошки работилници. Една таква се одржа и денеска, на која се прецизира активностите за компетенциите во организација на образовниот процес и изготвувањето на полугодишниот извештај. Бевме и едни од учесниците за изготвување на програмата за оценувањето. Вториот индикатор што го правивме во наставно-воспитниот процес беше индикаторите за квалитет во воспитно-образовната процеси по сите наставни предмети. Во сите тие педагошки работилници, наставниот кадар суптилно и квалитетно се запознал со содржината за својата педагошка работа. Во понатамошниот процес, во текот на ова наставна година, изготвивме два важни документа за воспитно-образовната работа, а тоа е само евалуацијата и развоен план на училиштата. Неминовно е, вели Јовиќ, да се подигне нивото на педагошка заложба на секој просветен работник. Ваквиот вид на работилници според него уште на самиот почеток покажале резултати. Во овој контекст, општина Велес им предничи на голем број општини во Македонија. Општина Велес се истакнува со одредени примати, одредени квалитети за воспитно-образовната работа. Екстерните тестирања покажа високи резултати на општинско ниво, што се израмнуваат со државното ниво во Република Македонија. И сето тоа не задоволува на одреден начин. И се радеваме дека во наредниот процес тие резултати ќе се подобруваат заради подобрените услови за организација на процесите во училиштата. Во изминатиот период, тимот од општина Велес организираше неколку работилници за колегите во Источна Македонија и во Битола. Исто така, беше организирана и една работилница во ресорното министерство, каде беа презентирани заложбите за поквалитетна настава пред сите овластени просветни инспектори. Ке ги исплатили општината средствата на спортските клубови за годината која изминува. Советниците од коалицијата на Сојузот на еднината велат дека имаат информации дека дел од спортските клубови не добиле средства од предвидените 3 милиони и 295 илјади денари во општинскиот буџет за 2013 година. За тоа постои решение на Советот на општина Велес за што се доделуваат овие средства наменети за Сојузот на спортови, како и за помошното фудбалско игралиште. Го прашуваме градоначалникот Славчо Чардиев дали е точно дека на дел од спортските клубови не им се префрлени доделените пари. Ако е точно, прашуваме каде завршиле тие пари за спортските клубови. Повикуваме градоначалникот Чардиев да се изјасни. Ние ја следиме состојбата и порачуваме дека нема да дозволиме манипулација со парите на граѓаните на Велес. Советничката група на Сојузот за еднината укажува на тешката состојба во која се наоѓаат спортските клубови, кои што со сите сили се борат да опстанат поради тешките услови во спортот и генерално во државата. Од опозицијата бараат од локалната власт поголемо вложување во спортот во градот, како и одговор каде се средствата кои клубовите треба да ги добијат до 31 декември годинава.
1000 деца од земјава од семејства со социјален ризик и корисници на посебен додаток, деца со пречки во развојот, деца без родители и родителска грижа за време на зимскиот распуст во 2014 година ќе одат 6 дена бесплатно на одмор и рекреација. За реализација на проектот обезбедени се средства во висина од 11,6 милиони денари. Услугата може да ја користат деца редовни ученици во 5-то, 6-то, 7-то и 8-то одделение во учебната 2013-2014 година. Ќе се рекреираат во туристичкиот комплекс на Пелистер. Според министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, услугата опфаќа 5 полни пансиони, ноќевање со 3 оброка дневно и едукативни, забавни и спортски активности. Родителите потребно е да поднесат барање за бесплатна рекреација до надлежниот центар за социјална работа. Рокот за поднесување е до 3 јануари 2014 година, односно до пополнување на предвидениот број на корисници. Првата група на деца ќе замине на 4 јануари 2014, а проектот ќе се реализира до 19 јануари. Превозот на децата ќе биде бесплатно организиран, а децата со пречки во развојот имаат право на придружник.